Општина Штип се вклучи во одбележувањето на Европската недела на мобилност. По тој повод денес на Меѓународниот ден без автомобили се организираше велосипедски маратон на кој учество зема учениците. По повод 22 септември, Светскиот ден без автомобили, Општина Штип во соработка со Министерството за животна средина го одбележува овој ден. Значи, како и минатата година и оваа година, учесници се ученици од основните училишта, значи учениците се со велосипед да го одбележиме овој ден, да им дадеме на возрастните една порака дека овој ден можат да ги остават автомобилите и да ја заштитиме нашата животна средина, значи еден ден без издувни гасови. Велосипедскиот маратон по повод денот без автомобили започна од патеката покрај река Брегалница, се возеше кон Новосело, се поминуваше покрај црквата Свети Спас, општинската зграда, пред училиштето Ванчо Прке, низ камениот мост и заврши на плоштадот Слобода. Учесниците на велосипедскиот маратон со порака до возрастните. Беше многу интересно да се вози покрај стазата. Порака до возрастните? И тие да ги земат велосипедите и да возат со нас. На возрастните порачуваме овој ден да ги остават в автомобилите, да ги земат велосипедите. Барем еден ден да ги остават автомобилите, да одат пешки или со велосипеди. Да не возат коли, да одат сегде со велосипеди. Беше интересно да се вози. Тешко ли беше оваа стаза? Не беше тешко. Општина Штип сериозно ќе инвестира во изградба на патеки каде што може да се без пречки вози велосипед. Значи, нашите улици се закречени од автомобили, што значи дека таа порака е многу силна, многу потребна, но треба и практично да се применува. Денеска со овие деца кои се на велосипеди, ние од постарите генерации не гледаме дека денеска некој присутен. Ако не беа учениците, немаше кој денеска да го одбележи овој ден. Некои земји негуваат култура на велосипедизам. Да речеме во Холандија, превозно средство број 1 е велосипедот. Нормално таму има предуслови. Се работи за земја која е рамна, каде нема планини. Но ние мора да направиме амбиент да се случи тоа кај нас, бидејќи велосипедизмот е здрав спорт, рекреативен спорт. Затоа Општина Штип одлучи да прави повеќе велосипедски патеки. Значи, денове почнува изградбата на патеката до Старка Рорман. Во должина некаде од 7 километри ќе биде направен. Потоа направивме пат и локална патна инфраструктура во Овчеполијето, каде е рамно, да речеме од Балван до Трогирци, па од Трогирци, Општина Штип до Судик, од Судик до Врсаково, па до Три Чешми. Некаде околу 20 километри одлични стази за велосипедизам. Моментално со поддршка на Министерството за транспорт и врски правиме проект за нова велосипедска патека која ќе тргне од железничка, од кружниот тек, позади горна железничка и ќе завршува кај селото Сушево. Во одбележувањето на денот без автомобили, ден за велосипеди, се вклучија и децата од детските градинки. Во овој настан ќе бидат вклучени и детските градинки, значи детската градинка Астибо и Вера Церевири Трена во склопот на нивните градинки и клоновите. Мотото на денот за велосипеди е стоп на издувните гасови, а возењето велосипеди може да помогне во намалувањето на истите.